Благодарам за зборот, почитувам председател со комисијата, почитувани пратеници, почитувани граѓани на Република Македонија. Збориме за Законот за градба во однос на автопатите Коридор 8 и дел од Коридорот 10. Уште на почеткот ќе кажам да и тука имаме дополнителни трошоци кои не знаеме колку се, со тоа автоматски трошоците за изградба на автопатиштата ќе растат. Сето ова е донесено со европско знаменце, со празна кореспондентна табела, во која нема никакво објаснување, а во таа табела се бара мислење од Европската комисија. Мислењето од Европската комисија ви е пренесено од Канцеларијата на ЕУ во Република Македонија и тоа мислење е многу јасно. Негативно мислење за изградбата на овие коридори, начинот на кој се употребува европското знаменце и самата постапка. Дополнително ЕУ бара објаснување и бара детално прецизирање дали Македонија останува на договорот за асоциација и стабилизација или тргнала по друг пат, каде што Европската унија веќе не е партнер на Република Македонија. Со овој закон се воспоставува лоша пракса за градење. Покрај тоа што е дефинирано во однос на автопатиштата Коридор 8 и 10. Дополнително се дава преширок опфат на кои се однесуваат овие измени. Се однесуваат на сите инфраструктурни објекти кои ќе се градат во друга прилика, односно на кои ќе им се даде во собрание со гласање со 61 глас за само стратешки интерес. Значи ова ќе стане пракса за потребите на владата, а во суштина, во позадина имаме суспензија на правниот систем во Република Македонија. Тоа што е проблематично се потврдува и со овој закон. Целосно е дислоцирана постапката за добивање на дозвола и начинот на кој се гради во Република Македонија. Целото планирање во државата се сведува на просторен план. Од тој просторен план произлегуваат урбанистичките планови, произлегуваат деталните планови. Со овие опфати најпрви неопходно да се направи урбанистичко планирање, односно постапка со која ќе се утврдат сите детали при одредена градба и ќе се синхронизираат со просторниот план. Тоа во ситуацијата не се прави, се избегнува дополнително изработка на идеен проект, се избегнува обврската за изработка на главен проект и изведен проект, што представува сериозна фалинка во самата постапка за градење. Се сведува на урбанистички проект, кој е под категорија на проектирање, во кое дозволата се дава по многу скратена постапка, а деталите едноставно не се одработени и за очекување е дека ќе имаме проблеми во самата постапка. Тоа што дополнително со овој закон законодавецот предвидува, односно владата предвидува суспензија на електронската форма на проектирање. Не знам од која причина во 21 век во член 8 се предвидува дека целокупната документација во однос на проектот може да биде давана и во писмена форма. Ова е срамно за една градба, пособено за автопат, затоа што типично за време за дигитализација е да дадете електронски формат на самото планирање на проектот, на кореспондирање помеѓу институциите, за точно да се знае на кое место ќе се гради, со кои коти и така натаму и така натаму. Со овој закон во член 8 ова се суспендира. Значи нема да имаме електронска комуникација помеѓу институциите, односно делумно таа ќе биде заменета со писмена форма, нешто што беше типично за 60-те, 70-те, 80-те години кога се одеше рачно. И тогаш се цртаа тие проекти, сега едноставно немаме да имаме ни хартијана форма на проектот, што е врвно достигнување на врвните
познавачи на проблематиката од владата, кои носат вакви закони. Кога кажав дека ќе имаме дополнителни трошоци во однос на чинењето на автопатот, да бидам прецизен, тоа ќе се случи со дислокација на објектите. Трошоците за дислокација и обврска за дислокација на објектите се на државата. Сите штети што ќе настанат во врска со дислокацијата, повторно трошоците се на државата. И тие не се опфатени со договорот помеѓу владата и изведувачот на проектот, што значи дека ќе имаме дополнителни трошоци кои владата треба да ги даде од буџетот, од буџетски средства за сите дислокации на објектите кои ќе се најдат на трасата. Електроводи, далноводи, водоводи, телекомуникацијски, било какви објекти што ќе се најдат на трасата ќе бидат на сметка на државата, а што е многу интересно, сите работи ќе ги изведува изведувачот. Што значи дека изведувачот дополнително ќе фактурира за сите овие работи дополнителни средства што ќе го скапнат проектот, односно ќе бидат приходи за самиот изведувач. Во оваа прилика со закон, собствениците на овие објекти се ставени во свршен чин, што значи дека тие само може да сугерираат, да соработуваат, односно да асистираат при промена на овие објекти. По закон, по сила на закон, едноставно тие ќе бидат принудени да ги дислоцираат објектите, односно за тоа само ќе бидат известени дека тоа може да се дека тоа ќе се направи. И сега правиме една паралела. СДС во воздух ја дигна македонската јавност, имало некоја бандера на патот, автопатот Штип Свети Николе, на Штип Скопје. Ви се молам, како сега ќе се најдат бандери на овие автопатишта? Како не ви беше срам тоа да го користите за критика, затоа што имало објекти на патот Охрид-Кичево, а сега со закон тоа го регулирате? Значи, чиста демагогија кога СДС е во опозиција, критикува присуство и ситуации бандера на автопатот. Сега со закон ја заобиколува целата процедура и вика, ние ќе платиме да ја смениме бандерата и тоа на наш трошок, и тоа е законски и нормална работа. Тоа е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ДУИ. Едно во опозиција, друго во власт. Трошоците на сметка на буџетот, приходите за изведувачот, цената ќе расте. Целата поента на овој закон се избегнува изработка на идеен проект. Овој закон се носи за да не се донесе издавање на одобрење на градба. За овој закон се носи за да се избегне промена на инвеститорот. Овој закон се носи за издавање на одобрење за подготвителни работи. Овој закон се носи за прибележување на во градишната книга и така натаму и така натаму. Со овој закон се стават вон акта, надвор од употреба, роковите за изградба и за реконструкција на автопатот. Со овој закон на изведувачот му се дозволува било каде да направи одлагалиште на земјата. И дислокацијата, реков, ќе биде трошок на државата и дополнителни трошоци. Ова е тоа врвно европско решение со ЕУ знаменце кој ни го нуди владата. Да сублимирам, целата поента на овие закони е ниту една обврска за изведувачот, ниту една. Нешто паралелно со бугарскиот договор. Тоа веќе станува пракса на оваа влада. Истече рокот за 5 години, истече цената на патот затоа што Македонија од старт на недонесени закони не ги спроведува одлуките од договорот и веќе немаме ниту јасна цена,
niti јасен рок за колку време ќе се изгради автопатот и за кои пари. Тоа е оставено на слобода на изведувачот, а Македонија дополнително со овие закони си преземат трошоци кои ќе бидат на сметка на буџетот и ќе представуваат сериозно зголемување на цената на автопатот. Ви кажав и претходно, овој пат на крајот финансиските импликации ќе бидат цена плюс финансиски импликации на буџетот и Македонија ќе плати од 2,5 до 3 милиарди евра за нешто што може да се изгради за 1/3, за 1/4, за 1/5 со домакинско и честно работење. Затоа сме ние против. Не сме против за изградба на автопатишта, меѓутоа сме против за расипничко трошење на државните пари од буџетот на Република Македонија. Благодарам.